Сте едни гости кои со радост ги најавуваме во Македонија наутро. Многу често во Тринската програма со гордост знаеме да кажеме дека на тема хуманост не каскаме. Наредниве минути во Македонија наутро ги посветуваме на хумани поединци кои што со своето делување оставаат посебен печат во приказната наречена хуманост. Во студиото 3 на Македонската телевизија ги имаме добитниците на годинашната државна награда за човекови права Мето Јовановски и тоа Денис Јанкуловски и Ленче Здравкин, чија животна мисија годиниве е во знакот на хуманост. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро. Оно што треба да го споменеме на почетокот што оваа награда првпат се доделува на двајца добитници кои што како што кажа при доделувањето на наградата дека несебично сте дадовте во различни сегменти од функционирањето на општеството, особено поддршката на маргинализираните групи. Па сакам пред да проговориме за наградата да им ја доближиме некако приказната и сето она што го правите вие на нашите гледачи и што ве прави посебни и ве издвојува. Денески ми дозволиш ки дадеме предност како на Ленче. Она што го знаеме, Ленче, за вас како информација, мене ме воодушевува што изминативе години вашиот дом е попатна станица на сите оние кои што одат по балканската рута, мислам на мигрантите, за кои несебично се заложувате, ги помагате и поддржувате. Кога и како почна приказнава? Јас скоро секојдневно истото го повторувам дека тоа е више далечната 2013 година, веќе многу години се поминати, меѓутоа ситуацијата беше таква што групите почнаа да се движат, не знаеки пошироката маса што се случува и како се случува, а токму така јас веќе ги имав пред моите очи, пред мојот дом, пред мојата куќа каде што патуваа со само едно ранче на грбот. Денис? Мојата... Ајде од другата страна, мислам ве знаат генерално нашите гледачи години наназад, но мора да споменеме дека нашето познанство започна многу пред ковид пандемијата, иако многу мина ве препознаваат по тоа што го работевте во Центарот за јавно здравје. Се запознавме пред некои 7-8 години, чинам, со почетокот на работата на Аутизам МК. Толку бе? Тука негде беше 2017-2018 година, тука не биле толку. Не биле толку. Јас чинам дека ве познавам и со пандемија веројатно малку ни е се пореметено колку долго не траеше и затоа и немаме представа многу. Официјално 2018 година започна сето тоа, пред тоа нели сите оние работи кои што доведоа до создавање на формирање на здруженијето и од таму почнува приказната со Аутизам АМК. Иако е нели познато низ годиниве што се имаме направено, еве кратко само како да повторам дека нашата цел, нашата мисија се лицата со атипичен развој, подобрување на нивниот животен стандард, на животните услови, односно на самиот живот во општеството, нивно прифаќање, почитување, нивна инклузија, односно целта наша е да укажеме дека тие треба да бидат и видени и слушнати затоа што се тука, затоа што се меѓу нас, затоа што сме ние заедно всушност, значи не сме одвоени едни од други и само со заедничко функционирање ние можеме да направиме едно здраво, вистински правилно општество. Така да тоа е здруженијето, тоа е мисијата, тоа се нашите цели кои што и понатаму дефинитивно ќе ги остваруваме. Ленче, животот на мигрантите кои што минуваат илјадници километри до посакуваната земја не е нималку лесен. Какви се животни приказни дознавте изминативе години, запознавајќи се со нив, во што се состои помошта и што е она што им е најнеопходно на нив? Навистина едно од потешките прашања какви животни судбини, тоа се навистина тешки животни судбини, тоа се луѓе што до пред некое време имале најнормален живот, најнормална екзистенција, убава земја, убави домови, меѓутоа онаму каде што вирее војната, сето тоа се случува само за еден краток миг, остануваат под ведро небо, одлучуваат дека треба некаде да заминат, меѓутоа многу од нив не знаат никаде заминуваат. Точно е дека одредени луѓе од бегалците веќе имаат претходно некој во некоја од земјите, меѓутоа голем дел тие
не знаат ни каде одат, ни што одат, едноставно спасуваат само жива глава. Се препуштени сами на Се себе. препуштени сами на себе. Денес и животот на лицата со попречености во нашето општество за жал не е nimалку едноставен. Тоа се сериозни предизвици за кои што ние често јавно говориме, само во настока на тоа што сакаме да правиме промени. Дефинитивно, од една страна, еве сега како се подсетувам нели на сите оние муабети што ги имаме и оддамна, од почетоците правено, испаѓа дека за жал ние не дека нема промени, меѓутоа само гласни сме од една страна, меѓутоа тие промени некако многу недостасуваат да се направат. Зашто нормално, нели, сето тоа треба да биде пак една корелација помеѓу институциите, државата, семејствата на лицата со атипичен развој, здруженијата, поединци, не е битно, едноставно сите треба заедно да бидеме како една целина за да биде сето тоа подобрено. Има подобрувања, значи дефинитивно не можеме да речеме дека нема ништо, меѓутоа тоа е сепак, знаете како се сведува на јас барем така го гледам, тоа се гледа, чувството се гледа како да е поединечно, значи има таму некој градоначалник кој што излегува во пресред, има таму негде некој училиште кое што излегува во пресред и има инклузија, меѓутоа тоа се спорадични моменти каде што не сите деца, не сите лица уствари ги уживаат тие најнормални обични работи, значи не нешто посебно специјално дека треба да се направи, него едноставно тоа што следува. Така да се трудиме, нели, сите се трудиме, и медиумите дефинитивно секоја сте поддршки, се надам дека еве 2023 ќе биде многу поразлична наредниот пат кога ќе биде година на промени, убави. Да. Ленче, уште од почетокот на бегалската криза за мигрантите се врзува и се уште се врзуваат различни приказни. Една нам често повторувана е дека не треба да им верува и дека дел од нив се и потенцијална опасност. Каков е вашиот впечаток? Има ли основа за страв и сте се нашли во некоја таква ситуација? Значи, апсолутно нема никаква основа за страв. На самите почетоци, уште кога почнаа да се движат низ нашата земја, јас кога се соочив со нив очи во очи, одма видов дека тоа се луѓе како сите ние, дека тоа се млади дечки, млади момци, фамилии со деца, дека едноставно само им е потребна мала помош, мала поддршка и да го продолжат своето патување. На почетокот, додека јавноста се уште не беше доволно запозната, постоеше таа ксенофобија, тој страв дека тие ќе дојдат тука, дека ќе живеат тука, дека може да донесат некакви болести, дека носат со нив оружје, меѓутоа навистина тоа немаше ништо од тоа. Откако нашата држава се вклучи во сета таа масовност, во хуманата мисија, граѓаните веќе беа доволно запознати што и самите се дигнаа на нози да пружат помош, каде и да ги сретнат, во кој дел од територијата на нашата земја. Така да, народот, мислам дека доволно се запозна и поради тоа ние имавме навистина голем одзив на хуманитарци, хуманитарни организации кои одма на самиот почеток се исправија, се потрудија како да пружиме помошта, како безболно самите бегалци да поминат низ Македонија и да напуштат, а тоа беше и нивната цел. Фактички Македонија за нив беше една попатна станица и само сакаа побргу да заминат. Никола го отвори прашањето за нашите стравови. Кои се нивните стравови од разговорите кои ги водите со нив? Така, не секогаш е се добро и убаво додека патуваат низ нашата земја, па верувам дека тоа се случува и по другите земји. Често има ситни криминални групи кои што знаат да ги нападнат, да им ги одземат телефоните, физички да ги малтретираат, да им ги одземат тоа малку ствари што ги носат со нив. Меѓутоа, во главном,
бегалците можам да кажам дека се задоволни од нашата земја и во 2015 година кога се имплементираше законот, тие беа пречекувани на јужната граница, им беше укажувана прва помош, им се средуваа документите, организирано патуваа со воз и со автобус, можеа да патуваат, така да навистина понесоа многу убави впечатоци од нашата земја. Сега имаме исклучоци каде што се случуваат такви инциденти, каде што криумчарите знаат да бидат на прв план, да им се случат лоши работи, да не бидат однесени до саканата дестинација, а дебело да им биде наплатено. Меѓутоа, во главном, бегалците иако предходно немале слушнато и не ја познаваат Македонија, сепак понесуваат убави впечатоци. Денис, од друга страна, на тема инклузивност, често зборуваме во Македонија наутро, сакајќи заедно да ги правиме промените и да станеме едно општество кое што ќе нуди еднакви можности за сите. Имате ли впечаток дека јавното говорење дава конкретни резултати низ годиниве наназад? Да, мислам дека колку сме погласни, значи дефинитивно има резултати во кој дел ќе кажам, да речеме ние како здружение во однос на се она што го правиме, во однос на нашето повикување на родителите на оние семејства кои што немаат никакви допирни точки со лица со атипичен развој или нешто, едноставно има типичност, да речам, во семејството, да дојдат со нас, едноставно да дојдат да видат како е, нели, да се запознаат, затоа што впрочем никој не се родил со секое знаење и јас немав никакви познавања, меѓутоа мојата желба за познавање, за вклученост, инклузија некаква во тој нивни свет, едноставно низ годините ми покажа многу работи, ме научи на многу работи и тоа сакам на еден начин и да го пренесам и затоа секогаш ние имаме апели, дојдете, дружете се со нас. Не мора ништо да правите, едноставно еве на почеток дојдете, запознајте некое лице, запознајте се со семејството, прашајте, не мора никакви. Тоа сакам само да се надополнам. Значи, многу интересен момент е со Ленче кога почнавме паралелно да зборуваме низ овие денови. Всушност, тие стравови кои што ги кажува Ленче за нашите стравови кон мигрантите, се уствари иста слика кон нашите стравови во однос на попреченоста, односно овие лица со атипичност. Така истото го препознав, да. Потполно е, значи буквално е потполно исто, само нели друга тематика. Ние имаме стравови затоа што не знаеме лице во количка или не знам било каква попреченост, страфот непознатото. Тоа е најголем проблем, а непознатото може да се дознае, нели? Значи не мора да ние се плашиме дека тоа нешто ќе се заразиме или нешто ќе ни се случи ако направиме здраво со некое лице. И јавното говорење токму тоа. Да. Токму тоа е целта всушност на јавното говорење. Тоа е запознавање едноставно. И секогаш знаеме да кажеме дека позитивниот пример, добриот пример го продолжува ланецот, се создава следни добри позитивни примери. Каков е вашиот впечаток имајќи го предвид искуство низ годините? Хумана заедница сме? Јас можам да кажам дека сме хумана заедница и тоа го покажавме во 2015 година општо како земја, како нација, така да Македонија високо се искачи на скалилото на хуманоста. Во однос на мојов аспект, нели, здруженијево и слични и сите оние активности што ги правиме, од почетокот на активностите, еве конкретно школка ќе ја кажам, затоа што таа ми е репер некој за нешто. Трет пат ја направивме годинава. Значи овој трет пат беше нешто невидено во однос на првиот пат. Тоа е наша гордост огромна. Кога вие баравте поддршка, сега ви нудеа. Да, затоа што ние можда првиот пат или сите други настани сме и направиле, ентузијасти сме 20 на луѓе, имало уште неколку. Меѓутоа, на оваа школка, буквално верувајте, имаше 200, ако не можда и 300 волонтери кои што секојдневно се нудеа, секојдневно сакаа да помагаат, фирми можда околу 5-6 се влегува, фирми, значи не е само финансиска помош, едноставно само прашува како можеме да помогнеме. И тоа покажува дека едноставно се крева свеста, се буди свеста, така да мислам дека, како што кажа Ленче, се сложам апсолутно, сме хумано општество и треба само нешто мала искра, мал тригер што викаат, нели, модерно, да се искористи за да се повика, за да се види сето тоа. Тој тригер, тој настан,
таа искра може да биде школка. Значи, или било кој настан, едноставно само да бидеме отворени за секого и ќе има резултати дефинитивно. И секако добро е што има предвижување барем во позитивна насока. Да. Некаде кон крајот на разговорот, по што ќе ја паметите 2022 година и каква е мисијата за наредната? Јас дефинитивно не знам, многу работи имам за паметење, така да Ако треба нешто да се одвои? Ако треба дефинитивно наградата, значи тоа е кога ќе ме прашаат, јас и ден денес се тушто од првиот ден кога дознав и ден денес кога ќе ме прашаат како се чувствуваш, јас кажувам дека го нема тој вистински збор да го опишам. Значи сите оние убавини кои што може да се замислат да сите зборови Спакувани во едно. Спакувани во едно и пак нешто ќе недостасува дефинитивно. Така да дефинитивно по оваа награда затоа што е значи апсолутно голема, значајна и особено затоа што се работи за човекови права. Венча? Да, исто можам да ја одбележам по намалениот број на бегалци, што навистина за мене многу значи. Дај Боже, нели, секаде во сите земји да се средуваат работите и да оди на подобро, да ги нема војните, да ги нема раселувањата, миграцијата, луѓето да бидат задоволни секој во својот дом, во својата земја. И секако наградата Мето Јовановски, ко за крај на годината беше како еден филм на тортата. Вториот сегмент од прашањето, желбата за 2023-та? Нешто тлее што би сакале да го изразите? Само здравје, друго ништо. Да. Да, Барем тоа да има здравје пред се 2,5 години. дома, во семејството, со фамилијата, општо, во целата заедница, во целата земја. Ако нема здравје, џабе се друго, така да, само здравје. Јас ќе посакам здравје и ќе посакам многу успех и убави приказни за 2023-та. Многу ми е драго што имаме една убава за крај на годината. Многу беше тешка и оваа година и економски да се издржи, па убава приказна дадовме. Благодарам. Ви благодарам на поканата. За да е убава годината наредна, мора да е блага, а блага нели нормално мора да биде со ледени коцки. Еве да биде благо, да биде убаво, да тргне како што Кој треба. се израдува најмногу на благото? Јас и ти, Да. И јас си се радувам многу на ледени коцки, така да среќна нова година, се е убаво. Да си посакаме само убави работи. Апсолутно, и да се гледаме за Еве, во работи, предпоследниот ден од старата година, да испратиме, да пречекаме новата година со убави желби, со мир, топлина и за љубов. сите нас. Потребна ни се убави вести. Благодарам. Дефинитивно. Благодарим уште еднаш за одвоеното време и денешното гостување. Благодарим. Останете со нас, кратко промо во наредниве минути доколку имаме можност. Да, и веднаш потоа со слика и тон се селиме во Охрид да видиме што се подготвува таму за новогодишната вечер.